Два нови стимулативни фондови за финансирање на општините подготвува владата. Станува збор за фонд за воедна чување и фонд за перформанси, преку кои ќе се распределуваат средствата собрани од зголемениот процент за општините од данокот на личен доход и од ДДВ. Преку фондот за перформанси ќе се надградуваат општините кои успеваат да ги зголемат локалните приходи. Поточно, оние со добри резултати ќе бидат стимулирани на тој начин што преку тој фонд ќе добиваат повеќе пари од останатите. Преку фондот за воедно чување ќе им се доделуваат пари на општините кои покажале фискален напор и оствариле добри резултати, но прибрале помалку приходи поради ограничениот капацитет на ресурсите со кои располагаат. Стои во предлогот на буџетот за 2022 година. На овој начин, освен што финансиски ќе се зајакнат општините, ќе се стимулираат и самите да обезбедат повеќе приходи. Најавените нови фондови ќе значат одобрување на фискалниот капацитет, фондот за изедначување ќе овозможува изедначување на општините истовремено преку фондот за перформансна успешност. Верувам дека конечно ќе бидат стимулирани општините кои ги наплаќаат и имаат поголема даночна успешност во администрирањето на локалните даноци и такси, да бидат мотивирани да добијат дел од тој фонд. Новиот начин на финансирање на општините е особено важен за помалите општини кои располагаат со ограничени капацитети и имаат малку можности сами да соберат повеќе пари. Вакви стимулации, доколку се искрени и реални кон неселективни, поточно кон сите општини, дека тоа би значило навистина едно подобрување во однос на капацитетите на ресурсите, затоа што помалите општини како Карвинци од насушна потреба се прилив на средства од државата. Така што навистина би било добро доколку добиваме поголем број на парични средства за да можеме да изградиме повеќе проекти да реализираме. Сега според законот општините добиваат 2,8 милиарди денари преку дотација од ДДВ и данок на личен доход. Со реформата во 2024 година ќе добиваат двојно повеќе, односно 5,2 милиарди денари, на тој начин што наместо сегашните 3 ќе им следуваат 6% од данокот на личен доход, а наместо 4,6% од ДДВ ќе добиваат 6. Со овие новини владата најавува и заострување на критериумите за контрола на финансиската дисциплина на локално ниво.